Почитувани, лагите и бедната и ниската кампања на СДС и нивните мегафони конечно го доби заслужениот одговор и доказ дека има причина за тоа што се наоѓаат таму каде што се наоѓаат. Пред фактите и боговите молчат и налагата и се кратки нозете се двете реченици кои поентираат во еден ваков случај. Но не можеме да кажеме дека целосно не радува што вистината, иако со задоцнување, сепак излезе на виделина. Впрочем, тоа нема да ги надокнади нервозите и стресовите кои забеганоста на СДС ги произведе врз дете кое е недолжно само во обид за добивање ситни поени за теми во недостаток на суштински теми. Да им кажеме, засрамете се и извинете се. Знаеме дека нема да го сторат тоа затоа што тоа е тој ментален склоп на тие луѓе во врвот на таа партија. Ние ќе сме најсреќни ако СДС се реформира и ја промени матрицата на измамништво и лажење. Но народот гледа и се му е јасно, и ова можеби мала, но значајна победа на вистината над нивните лаги е доказ дека сепак Македонија може подобро од нив и дека честноста и отчетноста на премиерот се добар пример како треба и мора да се однесува еден политичар. Како што за ова излезе вистината на виделина, така ќе излезе и за многу други работи. Допрва доаѓа нивното соочување со вистината и соочување на народот со тоа кои луѓе владееле во оваа земја минативе 7 години. 6% рейтинг им се дури и многу. Како се однесуваат и нивното вакво однесување кое е продолжение на нивното владење од 7 години, за жал, освен нивен проблем, станува сериозен проблем за државата.